Добро дојдовте, господја Петрова Валцат. Благодарам на поканата и на можноста да разговараме за оваа актуелна тема и секако на граѓаните да им овозможиме да слушнат точни и јасни информации околу овие отворени прашања. Да, еве од лани УЈП започна со наплата на даноци на остварени приходи во странство. Дали се работи за воведување на нов данок? Не, воопшто не се работи за воведување на нов данок, туку се работи за доследна примена на законско решение што постоело и до сега. Значи, оданочувањето на доходот или доходите што граѓаните ги остваруваат во странство е регулирано не само во постојниот закон за данокот на личен доход, туку и претходно во законот за персоналниот данок на доход, и тоа е генерално правило за оданочување во сите даночни юрисдикции. Значи, во било која држава, даночните резиденти на таа држава, таму во својата држава треба да ги оданочат, односно да го пријават целокупниот свој светски доход остварен и во земјата и во странство. И тој концепт, тоа правило е преточено и во нашата даночна регулатива. Значи, ние сега само доследно ја применуваме законската регулатива и ова законско правило. Ова работа се актуализираше по протестот на студентиве кои што работеа на Work and Travel. Тие посочуваат дека данокот веќе бил платен во матичната земја каде што работеле, а сега се сочуваат со обврска да платат повторно. Значи ли ова двојно оданочување? Значи, кај доходот што граѓаните го остваруваат во странство, нема и не може да има двојно оданочување, бидејќи регулативата оневозможува да има двојно оданочување. Само е потребно да се спроведат определени процедури пропишани во законот и во меѓународните договори. Значи, секој од законот за данок на личен доход произлегува дека граѓанинот, македонскиот даночен резидент, го оданочува или плаќа данокот во Македонија, но данокот платен во странската земја, со која што немаме склучено меѓународен договор, се прифаќа овде како даночен кредит. Исто така и со меѓународните договори точно се регулира во која земја треба да биде платен данокот, и генералното правило е дека данокот не може да биде платен во двете земји, но мора да биде платен во една од земјите. Само, значи, за да се запази тоа правило и да нема ниту двојно оданочување, но ниту двојно ослободување, односно данокот да не биде платен никаде, мора да се спроведе определена процедура, односно граѓанинот за остварениот приход треба да поседува доказ, документ издаден од даночната администрација дека заплатениот данок во земјата во која што е оданочен. Како УЈП гарантира дека граѓаните нема двојно да се оданочат? Токму ова регулатива што ја споменав и процедурата овозможува да не дојде до двојно оданочување. Значи, граѓаните треба, пред што платиле данок во странската земја, треба пред управата за јавни приходи да достават доказ за платениот данок во странство, за да може да им биде прифатен како даночен кредит. При тоа, имајќи во предвид, дека оваа активност на УЈП започна во поголем обем од некаде од октомври месец 2025 година. Ние во целиот овој процес дури и им даваме поддршка и им помагаме на граѓаните. Значи, им оставивме простор да ги обезбедат потребните докази од странските даночни администрации во случаите кога имаат платен данок во тие земји, а на одредени категории граѓани дури и сами им помагаме, односно се обративме до странските даночни администрации за проверка на доказите што ни беа доставени од нивна страна. Дали студентите имаат унифицирана процедура за оданочување, тие што работеле на Work and Travel, или значи, како ги препознавате како УЈП? Оваа активност што сега ја спроведува УЈП е поврзана со законска обврска на банките да доставуваат до УЈП податоци за приливи што ги остваруваат македонските граѓани од странство. Во тие приливи ние препознаваме видови на доход, например доход од плата и по други основи, а не можеме да препознаеме дали лицето е студент или не е студент. Да. Значи, откако во јавноста
излегува информациите дека нели се оданочени студенти, ние ги за да можеме да ги препознаеме, едноставно направивме селекција на лица родени после 2000-та година, значи на возраст од некаде 25-26 години, кои би требало нели би можеле да бидат студенти и воспоставивме комуникација, значи тука се работи за 134 лица ги селектиравме и воспоставивме лична комуникација со сите тие лица преку регионалните дирекции на Управата за јавни приходи. Некаде околу 103 лица до сега имаат поминато во регионалните дирекции на УЈП, појасната им е целата процедура, веќе дел од нив и имаат поднесено пресметки, дел се нели во постапка на обезбедување на докази за данокот што го платиле во странство. Значи процедурата и правилата се исти и за студентите и за сите други граѓани. Значи кога се работи да речеме за доход остварен од работа, односно плата, правилата се исти без оглед дали лицето е студент или има ли ревизија за веќе издадени решенија за студентите? Конкретно, значи, ние за студентите немаме издадено решение за оданочување. Целиот овој процес што го водиме сега започнува со известување на граѓаните. Значи, до сега граѓаните добиле само известување? Конкретно за 2025 година имаат добиено само известувања, а за 2020 година малку е понапреднат процесот и има и известување и даночни решенија. Но бидејќи ме прашавте за студентите, односно тие лица се појавија или такви прашања се појавија од лица кои што ги известивме за остварени доходи во 2025 година. Значи, ние најнапред ги известуваме граѓаните за кои што по обработката на податоците од банките и по вкрстувањето со податоците кои што ги има УЈП од поднесените даночни пријави на граѓаните, сме констатирале дека има отстапки, односно дека не се појавуваат во нашата база на податоци или во нашиот систем со поднесени пријави. Значи, со самото известување им даваме можност доброволно да се усогласат, самите да поднесат пријава, самите да си ги обезбедат доказите. Значи, се уште не сме дошли. Значи, сакате да кажете дека ви излегувате на пресред на студентите во овој случај? И на студентите, и на сите други категории на граѓани, најнапред им доставивме известувања и ги повикавме на доброволно усогласување. Дури тие процеси се уште се отворени и за 2025 година и за доходите остварени во 2020 година. Значи, за 2025 година се уште е во тек генерирањето и доставата на годишните даночни пријави и сите лица, овие лица имаат можност и во процесот кога ќе ја добијат својата годишна даночна пријава, доколку во меѓувреме обезбедиле докази, во самата пријава да направат корекција и да ги прикачат доказите кои што ги обезбедиле од странската даночна управа. Значи, нашиот принцип на работа во овој случај не е директно да одиме со казни за неподнесени пресметки, со задолжувања, со присилна наплата, туку напротив со известување, со овозможување, давање период да се обезбедат докази, давање можност доброволно да биде исполнета законската обврска. Најгласни беа и поранешните работници од Авганистан и Ирак. И тие во протести тврдеа дека веќе плаќале данок и тука им барат повторна воја. Како со тие ќе се справи УЈП? Да, значи определена категорија граѓани, нели, кои биле ангажирани во војни бази или војни мисии во Авганистан и Ирак, да, реагираат за платен данок во тие земји. Доказите што ги доставија, значи не можат да се валидираат од страна на УЈП, бидејќи се издадени од компанија, потребни се докази од странски даночни администрации и токму на оваа категорија граѓани што доставија такви докази, ги земаме нели во предвид нивните укажувања дека данокот е платен во странските земји, токму на нив им излеговме во пресред. Значи за некаде 250 граѓани се преку Министерството за надворешни работи се обративме до странските даночни администрации, значи за да ни ги потврдат тие докази издадени од компаниите, односно да ни потврдат дека данокот е платен во тие земји. Дали сите приливи, госпоѓа Петрова, се
оданочуваат од странство? Не. Не се оданочуваат сите приливи од странство. Значи, во приливите што граѓаните ги добиваат од странство има и приватни трансфери, како, например, семејна поддршка, позајмици, алиментации и други трансфери, кои што се на приватна основа и кои што не се оданочив доход. Во најголем дел, значи, оние доходи што се оданочиви во земјата се истите, исто така се оданочуваат и доколку се остварени во странство. Од она што ние сега го работиме, гледаме дека во најголем дел граѓаните остваруваат оданочиви доходи од странство по основ на работа, значи плати, консултантски и интелектуални услуги, авторски права, а во помал дел има доходи од закупнини, капитални добивки и слично. Тоа се значи оданочиви доходи и во земјата, и исто така се оданочиви доходи во странство. Пред малку спомнавте вкрстување на податоци. Што покажуваат овие податоци од УЕП? Рековте од 2020 година. Значи, започнавме да работиме со податоците добиени од банките кои се однесуваат за приливи на граѓаните во 2020 година и од сите тие податоци селектиравме околу 11.500 граѓани кои што имаат приливи од странство, за кои што имавме индикации според самите ознаки во банките дека се работи за оданочиви доходи. Меѓутоа, по доставените известувања и по комуникацијата со граѓаните се утврди дека околу 5000, нешто над 5000 граѓани всушност имале приватни трансфери, а оданочиви доходи имаат околу за 2020 година имаат околу 6000 граѓани. Од тие 6000 граѓани, значи значителна бројка од, да речеме, 2300 граѓани, тоа е значителна бројка која по првото известување сепак доброволно си ја исполнија обврската, си ги поднесоа пресметките за оданочување и доказите за платениот данок во странство. Слична ситуација се повтори кога ги обработувавме податоците за приливите во 2025 година, меѓутоа веќе имавме, да речам, поголемо искуство и веднаш не се тргна од обработка приливите кои представуваат приватни трансфери, и кои не се оданочуваат. Значи, врз основа на тие податоци за 2025 известивме околу 9500 граѓани и од нив речиси 50%, односно околу 4500 граѓани, исто така доброволно си поднесоа пресметка за оданочување на остварениот доход од странство. Зашто се враќани предметите од пред 5 години? Се работили за ретроактивно оданочување? Не, значи не се работи за ретроактивно оданочување, бидејќи немаме нов закон што сега го враќаме и го применуваме за претходни години. Туку, како што кажав и на самиот почеток, се работи за закон кој што постоел, но не бил применуван доследно. Значи, ние сега почнуваме со доследна примена на законот и како што банките имаат законска обврска да ги доставуваат овие податоци до УЈП, исто така и УЈП има законска обврска и надлежност да ги користи за цели на оданочувањето. И тоа го правиме во законска постапка, даночна постапка, значи согласно Законот за даночна постапка, според кој ние имаме можност даночната постапка да ја водиме во рок на застарување, а тоа е 5 години, релативен рок за застарување и може да се вратиме и назад до 10 години апсолутен рок за застарување. Значи, затоа во оваа контролна постапка се враќаме 5 години наназад, но интенцијата е ние да го споставиме... Што сакате да стигнете со овие дека ги враќате 5 години наназад? Што сака УЈП да стигне со... Значи, тоа е наша законска обврска. Тоа е наша законска обврска, пак ќе повторам, банките имаат обврска да ги доставуваат податоците до УЈП, а УЈП има обврска да ги користи за цели на оданочувањето. Значи, во претходните години, пред мојот мандат, овие податоци
не се банките ги доставувале, меѓутоа во УЕП не се користеле за намената за која се добивале. Не се обработувале, не се... Има пропусти во тој контекст или... Самото необработување на податоците значи дека не се користеле согласно законската намена. Тоа е определен, да речеме, процедурален и институционален пропуст. Значи, ние сме сега законски обврзани да видиме што ни покажуваат тие податоци и да ги употребиме за цели на оданочувањето. Но интенцијата не е да завршиме ние со како една акција или кампања за претходните 5 години, туку ние воспоставуваме систематски и регуларен процес на редовно користење на тие податоци. Например, сега во 2026 година исто така добиваме редовно податоци од 12 банки. Тоа сакав да ве прашам, дали ќе чекате сега од 2026 година да чекаме 5 години наредни за оданочување или ќе тече ова како процедура? Паралелно работиме, значи додека ја работевме 2020 година, ја работевме и 2025. Сега веќе, сега сме во фаза на изготвување на годишните даночни пријави за 2025. Веднаш после тоа ќе започне обработката на податоците од 12 банки добиваме, податоците за 2026 и веднаш ќе тече процесот за 2026 година и понатаму, значи тоа ќе оди како софтверска обработка, значи интенцијата е понатаму што можеме побрзо да го вградиме како софтверски алгоритам, значи самиот софтвер да ги прави вкрстувањата на податоците од банките со пријавите од граѓаните и автоматски да им праќа нотификации доколку има определени разлики во она што го пријавуваат граѓаните и она што стигнува како податок од банките до УЈЕП. Софија Петрова, толку имаме време за ова интервју, се надеваме дека во наредните интервјуа ќе веќе граѓаните се запознаени со сите процедури и нема да доаѓаме во ваква ситуација да ги враќаме по 5 години назад сите овие процедури. Да, ако ги исполнуваме сите законски обврски, ако ги спроведуваме сите процеси, како што ни се пропишани во законите, нема да доаѓаме до вакви процеси кои што создаваат дополнителен административен товар и за УЈП и за даночните обврзници. Значи само треба доследно да ги применуваме законите и со тоа да овозможиме оданочувањето да биде во еднакви услови за сите даночни обврзници. Ви благодарам многу за времето. Благодарам.